Што се може да стори годинешната допитничка на Рациновото признание? Кога веќе напиша роман со таков наслов. Да, што може се уште да се стори од како е романот напишан? Многу убаво прашање, морам да кажам, затоа што откако ќе се напише еден роман, на вистина во кој што сте се вложиле многу, зборувам и физички и временски на сите можни начини, па мене лично, еве како лично на Фросина Пармаковска и треба време, ми треба време да се одврзам од ликовите, од приказната, од цел тој свет, да си легне, да го пуштам да си оди. Романот е пуштен нели на правилната адреса кај читателите, но лично јас, можам да се одврзам со него, да го пуштам да си патува, а еден од најубавите начини е секако да се представи романот. И јас лично сакам многу повеќе да се промовираат романите општо и да има културни настани во другите градови, веќе еднаш да почне да се случува таа децентрализација на културата, па така сакаме мала турнеја да направиме низ Македонија. Немаше за мене и за мојот издавач или поубаво место од Велес, каде што романот ја доби наградата Рациново признание, така што ова ни беше идеалната прва станица за представување пред другите градови. Веројатно кога ќе влезете во салата за промоција ќе се воодушевите, ја имате најмладата читателска публика. Можеме ли нешто да ја порачаме? Преполна е салата со млади луѓе од Велес, значи од градот на Рацин. Многу ми е драго, јас се уште немам видено публиката, јас ги охрабрувам да читаат прво. Младината кај нас е неопходно да чита, да се стекнат тие читачки навики и евентуално секако ќе ги охрабрам тие што верувам дека меѓу нив има многу љубители на пишаниот збор и да почнат да пишуваат. Ви благодарам. Благодарам.